Тутунски комбинат започнува со откуп во вторник или на 18 ноември, така да спремни сме и во вторник ќе бидат отворени 34 откупни места со регистрирани 37 ваги. Така да за годинава имаме договорени количини околу 2 милиони и 300 илјади килограми. Во тој поглед имаме и обезбедено доволно финансиски средства за тие количини, така да планираме да ги откупиме во целост договорените количини и оваа година. Ланска година откупивме 1.800.000 килограми, така да годинава имаме едно добро зголемување на договорените количини за 35%, што значи дека планираме да откупиме над 2.300.000 килограми. Дали планирате изголемување на цени евентуално? Значи цената на Тутунски комбинат е дефинирана уште во март месец, така да Тутунски комбинат има едни од највисоките досега прикажани цени, 420 денари за прва класа, 360 денари за втора класа и 300 денари за трета класа. Така да за сега не можам да кажам дали ќе има некое зголемување на цените, сепак тоа зависи и од конкуренцијата. Како во овој дел. прототипувате? Па досега според нас и според нашите анализи и проценки очекуваме околу 24 милиони килограми. Годинашниот род на тутун беше, барем летниот тутун, што ние го кажуваме популарно, беше со доста добар квалитет. Сега проблем е што во тековниот месец или месец ноември се уште се собира тутун, што не е пожелно, бидејќи овој тутун нема да го има соодветниот квалитет како што беше правилно исушениот во текот на летните месеци. Па и можем да кажем и септември и октомври. Динамиката на плаќање како ќе се одвива? Значи и годинава, исто како и ланската година, ќе имаме плаќање два пати во неделата, вторник и петок. И тоа ланската година се покаже како една многу добра практика, бидејќи тутунарите за ден до два после предавањето на тутунот ги добиваа паричните средства. Веднаш. Во однос на откупот и начинот на откупување, Добро. Сојузот на тутунски здруженија бара да се врати стариот модел, значи проценка по класи. Кој е вашиот став по однос на ова прашање, бидејќи знаеме цените се исто на ниво како ланското, меѓутоа она што барем за македонскиот тутун значи е проценка по класи за да може да го задржи она реноме кое што го има на светските пазари. Став како компанија во однос на овој дел. Така да Тутунски комбинат уште во март месец ги зголеми цените во однос на ланската година. Првата класа е зголемена за 5%, втората класа е зголемена за 10% и исто така и третата класа е зголемена за 10%. Зборувам во споредба со ланската година. Купувањето на класи е според мене една од мерките за да се одржи квалитетот на тутунот на ова поднебие. Бидејќи треба да се награди и соодветно да се ценува тој што е добар производител и лош производител на тутун. За да не си направиме дополнителни проблеми во иднина да го уништиме самото тутуно производство. Годинава, како што реков, очекуваме добар квалитет на тутунот и овој летниот тутун е со солиден квалитет што очекувам да постигне барем една добра висока цена. Како и коментират измените во законот, посебно сега има забрана за увоз на тутун додека трае откупната кампања. Така, Додека не се тоа е купи домашниот. така, тоа е доста позитивна мерка. Владата ова мерка ја донесе уште во септември месец, мислам, таа измена на законот за откуп на тутун и според мене е многу позитивна пред се за самите тутунари, бидејќи до одреден степен се заштитени од надворешната конкуренција на тутун. Така да целта е првично да се откупи домашниот тутун, домашното производство на тутун, па после се останато, доколку има потреби. Доколку нема потреби, нормално дека нема да биде купен. Едно прашање за работата на комбинатот. Предходната година имавте загуба од 1,9 милиони, така беше евра, а сега имате предходно. А па сега имате прикажано добивка од 32.000 или 132.000. Така. Не е битно. Што значи тоа? Дали целосната загуба е покриена и сега е надмината и што значи за комбинат? Тука треба да разликуваме два поими, оперативна добивка или загуба и добивка или загуба на крај на година. Така да ајде ќе почнам. Ланската година, кога ние дојдовме во Тутунски комбинат, во тој период, во месец ноември, веќе имаше прокнижена оперативна загуба од 117 милиони денари. Ние во овој период, после една година, остваруваме не голема, ама сепак оперативна добивка од милиони, така нешто ситно, милион денари.
Така да ние сме ја надокнадиле ланската загуба од 117 милиони денари во целост. Во моментов каква е состојбата во комбинатот по однос на пари, на ствари, И пласман. пласман, комплетно зголемување на Поради производство на соработката со- цигари, има, нема. Значи, во моментов, еве како информација, да ја споделам, немаме заостанат тутун од ланската година, се што имавме на залиха од страна на тутун се преработи, се продаде во рекорден период. Така да ние до септември бевме, нашите магазини беа испразнети. Што е од многу позитивна работа, бидејќи се што беше позајмено од страна на парични средства за откуп на тутун беше навремено сервисирано и не трошевме пари за дополнителни камати и така натаму. Така да исто во текомнава година остваруваме изголемено производство на цигари, така да во однос на ланската година имаме зголемување во производството од 35% во однос на минатата, што е многу позитивно за нас како компанија, бидејќи и тоа е допринесува во еден дел за намалување на оперативната загуба во однос на минатата година. А и не само тоа, значи се докажуваме како соодветен партнер на Филип Морис, во што виднина би не наградил со дополнителни количини на производство на цигари. Колку вработени има во моментов сега во комбинатот? 360 вработени во моментов. Какви се најавите во однос на продолжување на стратешкото партнерство, бидејќи знаеме дека се очекува потпишување на нов договор? Така, таа динамика или тој процес беше малце успорен, пред се заради локалните избори, ама после завршувањето на сите овие активности ќе се продолжи со преговорите. Значи, еве како информација, ние потпишавме еден договор за доверливост или популарно NDA, така да очекувам дека барем во првата половина на наредната година договорот ќе биде потпишан со Филип Морис. За продолжување на соработка. Да, продолжување на соработка. Соработувате? Ова е 11-та година. Со потпишување на договор колку најмалку На колку соработката години треба се на колку соработува? години? Целта е да го продолжиме партнерството и во наредните 10 години. И претходно беше на по 10, Да, на 10 да, да. Претходниот договор беше на 10 години. Претходниот Значи, договор. очекувате дека Очекуваме дека и наредниот или продолжувањето барем би било за 10 години. Уште едно прашање во однос на вработените, рековте околу 350-360 вработени. Да. Каков е планот во однос на бројот на вработени, ќе се зголемува, намалува или во однос на плановите за работниот ангажман на луѓето, има ли потреба од повеќе? Така, во моментов со сите стални вработувања успешно ги сервисираме сите потреби на тутунски комбинат. Како и што реков, ние остваривме многу зголемени количини на откуп со истиот број на вработени од ланска година и остваривме зголемено производство на цигари со истиот број на вработени. Така да барем и во нареднава година не очекувам некое драстично зголемување на вработените. Бидејќи се уште имаме голем потенцијал што во иднина треба максимално да го искористиме, па после да размислуваме за зголемување на број на вработени.